Денеска зборуваме за зачувувањето на македонскиот јазик, за негувањето на азбуката или традицијата, а сето тоа некако е надоврзано и треба да биде со негувањето на македонскиот фолклор и на обичаите, се разбира. Едни од оние кои што веќе тоа го прават со години наназад, поточно веќе 80 години, бидејќи оваа 2025 е јубилејна и за нив, се секако културно-уметничкото друштво Орце Николов од Скопје. Ова утро од таму ни доаѓа господинот Сашко Кузаревски и со него ќе споделиме и интересни моменти за овој ансамбл, но и се разбира ќе позборуваме за многу други работи кои што се значени, а се разбира се однесуваат на зачувувањето на традицијата и фолклорот, кои што треба да го гајат и овие нови идни генерации, бидејќи претходните веќе тоа успешно го направиле. Добро утро и добре ни дојдовте. Добро утро, поздрав до гледачите и благодарам на поканата. Чест и задоволство е да кажеме за она што 80 година ансамблот Орце Николов го прави како основач на фолклорните, на уметничките самодејности од 45 година, за да 8 децени во континуитет успешно го презентира македонското фолклорно творештво и традициите. Да. Веројатно низ годиниве имало и подеми, и падови, и убави, и помалку убави моменти кои што се случувале, но сте успеале да обстоите цели 8 децении, што навистина не е мала бројка. И ќе позборуваме за сите поважни работи, но може да започнеме некако со оглед на тоа што годинава ќе има и бројни настани, со кои што нели ќе се одбележува овој голем јубилеј, да се навратиме на оној последниот, кој што голем концерт кој што се случи на 8 април. Ние пред малку и со нашата Ирена коментиравме и зборувавме дека и таа нели беше дел од фамилиарно или семејство од одбележувањето на јубилејот, поточно од последниот концерт. Ајде малку околу тоа кој се имаше можност да присуствува и што се има можност луѓето кои што беа таму да погледнат и да доживеат и некако да ги најавиме и останатите работи кои што можеби допрва ве очекуваат. Ансамблот Орце Николов во текот на целата година ќе реализира низ активности поврзани со 80 годишниот јубилеј. Централните манифестации се одржа во Македонската опера и балет на 8 април, каде што зема учество повеќе генерации на ансамблот Орце Николов, некаде околу 5 генерации, околу 250 учесника. Гостини беа исто ансамблот Илинден од Битола. Во фојето на ансамблот, во фојето на операта и балетот исто беше пригодна изложба на фотографии со повеќе од 400 фотографии од значени настани кои што се реализира во изминатиот период и исто беше презентација на документарен филм на ансамблот Орце Николов, кој што можеме да кажеме за гордост дека сме единствен, можеби што ова втор документарен филм за ансамблот Орце Николов со цел да оставиме некој белег и да се посетиме на сите оние значајни уметници во изминатите 8 децении кои што навистина оставија траен белег и за тоа да го обележиме и нивното значајно влијание. Видите, 5 генерации беа присутни. Кои беа највозрастните? Па ние некаде од 7 до 77, значи имаше 80 години, од генерацијата некаде 68-9 година. Зборуваме за генерации кои што настапуваа на сцена, а на рамките на концертот? Сите беа активно вклучени, програмата адаптирана нормално према возраста, меѓутоа сепак на 80 годишна возраст беа, значи и таа генерација од оној период, како што реков, 70-тите години, па до денешните генерации, до најмладите членови, така да навистина беше еден приказ на тоа богатство фолклорно кое што го поседува ансамблот Орце Николов. Вистинско славење на сето она што многу генерации и поколенија го разменуваат едни со други, со цел нели да се зачуви, да се дојде до овој момент, а тоа е 80 години постоење и функционирање. Велите, имаше во публика од 7 до 77. Како овие нови генерации, Сашко, реагираат на фолклорот, на традицијата, на обичаите, на сето она што навистина се случувало во минатото и веројатно овие нови генерации треба да бидат благодарни на претходните, затоа што ова се уште живе и функционира. Веројатно, оние млади членови кои што вие ги имате во вашите редови, нели, по дефолт ја сакаат традицијата, го сакаат фолклорот, но ајде ќе позборуваме за како на останатите млади
поблиску да им се доближи сето ова. Со оглед на тоа што вие имате нели млади членови, имате и повозрастни. Значи, јас сум речиси 40 години професионално во ансамблот, а скоро 50 години во ансамблот Орце Николов, така да долг период ги следам сите овие состојби. Нажалост, состојбата во фолклорниот аматеризам не е на неопходното ниво. Ако во изминатиот период имаше околу 70 ансамбли само во Скопје и во околината, сега има 15-20. Тоа само доволно говори за рапиден, нажалост, негативен тренд, пат во фолклорното творештво. Меѓутоа, ние со години се бориме да создаваме нови форми кои што ќе се одвествуваат на времето во кое што живееме. Секако дека организираме најразлични едукативни работилници. Во овој период организиравме и јавни часови за да им го доближиме што повеќе и на младата популација, меѓутоа и на родителите, што вклучем се работи, како се работи и да тоа биде организирано користење на слободно време на овие деца, а пред се одржување на овие традиции, затоа што фолклорот е највредното кое што ние го поседуваме, иако многу, јас особено на политичарите сум људ кога често фолклорот пежоративно го навредливо говора за него, меѓутоа јас сум сведок за тоа што одејќи ни светот на повеќе од Орце Николов има повеќе од 400 домашни меѓународни признанија и осеќајќи го тој флуид кој што доаѓа од публиката и вредностите кои што ги носи фолклорот, тоа е навистина нешто величествено. Велите јавни часови, беа ли посетени? Имаше ли интерес за да дојдат и родителите, па и младите? Да, има интерес. Да слушнат зашто станува добар дел. Значи, како сега се јавува еден нов тренд, да речам, како што децата ги носиме во зоолошка градина за да ги видат животните, сега во овој наш дел, значи ние мораме да ги запознаеме децата да почувствуваат да видат носијата, да почувствуваат како изгледа тој инструмент, да го слушнат како тој звучи, да го видат од блиску, да допрат опинокот, за да видат како тоа изгледа. И тоа е веќе на еден сосема подруг начин и да се видат вредностите, особено во носијата, затоа што тука е запишан нашиот македонски код, значи секоја носија е приказна за себе и говори за нашата историја, кога ќе ми се објасни суштината и сите тие символи и знаци што се содржани во самата таа носија, значи тоа е приказна огромна за нас. Во денешно време велате притисвик да се задржи вниманието и фокусот на децата, но со овие приказни се задржува ли нивното внимание? Фолклорот живее сега на друг начин. Современите медиуми нудат сосема друго. Значи информациите, ако пред од нашето гостување, да речеме во некој земји каде што Орце Николов единствен ги отварал простори како Северна Кореја, како Куба, како Бразил, Обединетите Арапски Емирати и така натаму. Ако некогаш требало време за да тоа да им го пренесеме на публиката, сега со современите медиуми тие веднаш фотографиите, снимките веднаш стигнуваат и сега фолклорот живее на сосема поинаков начин и многу побрзо него претходно. Значи информациите се многу побрзо и формите се многу тоа е барем предноста, нели? Да, тоа треба да се искористи. Меѓутоа треба тоа системски да се реши, да се насочат и да на младите им се презентира тоа на соодветен начин за да тие ги почувствуваат вредностите, затоа што они сепак се под влијание на огромен број медиуми и секогаш тука е државата, родителите и ние што работиме во оваа бранша да ги насочиме во тоа што навистина треба да го изучуваат. Така е. На времето, барем во моето детство, нели, сега веќе секој едно детенце посетува после училишните обврски, оди на англиски, на некаков спорт, значи буквално секој ден е нели со некаков ангажман, но порано сите дечиња некако одеа во игрорно друштво и така ги изучува сите овие работи. Има ли се уште интерес од младите? Вие имате такви групи, но колку се тие бројни, колку има интерес за тоа сето да функционира, затоа што на времето како се велеш, ако не си во игрорно друштво, нема да го прошеташ светот. Најлесниот или најубавиот начин и за тоа беше ако одиш на игрорна. Мене многу ми е жал што секогаш говорењето за друштвата се зборува за шетањето. Да, најчесто тоа е сосема погрешно. Значи оној дел кој што го има во социјализацијата на децата, во одржувањето на нивното здравство,
во одржувањето на традицијата, на едукацијата. Тоа е главно. Тоа е многу повеќе, да. Финалниот продукт е сосема друго и многу тешко доаѓаме до тоа, иако имаме сега 10 пати повеќе понуди него што имавме порано, да. Меѓутоа, и одењето на тие фестивали доаѓаме во контакти со други култури и со други вредности, и осознавајќи ги тие, тогаш си ја цениме многу повеќе и нашата култура. Така да морам да кажам дека има интерес, секогаш има интерес ако тоа им се презентира онака како што треба. Иако можам да кажам дека периодот на ковидот исклучително негативно влијаеше кај сите нас, меѓутоа ние се обидуваме да тоа постојано наоѓаме нови форми и да им го приближиме на младите деца и што повеќе да ги вклучуваме во вакви и слични асоциации. Да. Во вашиот ансамбл минале повеќе од 15.000 членови, кои што приредиле околу 6.800 концерти во земјава, но и натвор од истата. Верувам дека со таа тенденција, со тој начин на функционирање продолжувате и понатаму, бидејќи овој јубилеј од 80 години постоење, споменав неколку пати, навистина не е мала бројка и треба да се зачува и оправда понатаму и на идните генерации. Какви се плановите, Сашко, за понатаму, можеби до крајот на годинава, за наредниве месеци? Ви очекува ли некаква турнеја, можеби, или некакви други позначајни работи кои што можеме да ги одвоиме, а ќе бидат секако дел од славењето на овој голем јубилеј? Значи, ние постојано, како реков, во континуитет работиме и се обидуваме да наоѓаме начин, пред се од финансиски аспект, за да можеме да ги реализираме сите овие активности. Со децата веќе имавме и други активности, беа на учество на еден меѓународен фолклор фестивал во Битола. Во рамките на Скопско лето сакаме и за граѓаните на Скопје, како и секогаш досега, да организираме исто еден убав летен концерт. Во текот на летото исто ќе имаме дел активности, исто со детскиот ансамбл на гостување во Црна Гора, со првиот ансамбл исто гостување во Полска на еден исто значаен фестивал. Така да има бројни активности. На крајот на годината сакаме да завршиме исто концерт, еден каде што ќе прикажем она мултиетничност која што секогаш Орце Николов ја гаел и има огромен број на костими и на програми кои што ќе може да одговорат на тој аспект. Така да ќе имаме голем број на активности, одредени работилници, значи имаме со децата се планираме обреди со маски за да направиме, да им ја доближиме и тој дел од обредната култура поблиску до нив, така да има голем број на активности. Значи се обидувате, една од темите нас не беше како фолклорот да го доближиме до новите генерации, нели како тие низ нивна призма го доживуваат и гледаат. И она што и премалку заедно го коментиравме, дека мора да се најде начин овие нови денешни генерации да најдете начин како да го доближите до истиот. Значи, обредите под маски, ние често зборуваме сега за карневалите, за Вевчан, за Струмица, за не знам се. Меѓутоа, кога ќе им кажеш на децата како изгледаат во светот тие маски, како изгледаат кај нас, и на крај кога ќе изработат некоја маска, мада може би била и модерна, се, меѓутоа тие на сосема поинаков начин го чувствуваат. Исто сега имавме некои исто работилници каде што изработуваат делови од носи, значи украси, накид. И нивниот пристап е сосема поинаков кога тој ќе го изработи за неговата вредност. Значи, тогаш вика, јас сакам ова, јас да го носам тој, зашто јас сум го изработувал. И тоа добива една, меѓутоа, чувството на припадност и одговорноста и на вредноста веќе е сосема поинаку кај нив. Им се отвара една друга визија. Ние имавме сега и поставувавме некои нови сценски адаптации, кога говоревме за нив, презентирајќи им стари снимки од авторите кои што теренски ги наоѓале. И значењето на деловите од тие чекори, секогаш они поинако го чувствуваат тоа оро. Да не биде само чисто онака. Овие нови генерации, кои песни можеби или ора повеќе ги преферираат? Има ли разлика во вкусовите? Некогаш се повеќе понтемпераментните, дали овие генерации се потемпераментни, секогаш сакаат, секогаш да бидејќи можеби живееме во пребрзо време, сега па така и они се постојано да има се, меѓутоа ние секогаш им дозираме, имаме навистина многу програми, имаме околу 670 костими, имаме сега
изворедни услови во сутеренот на македонската опера и балет, значи можеби најидеални услови кои што со голема мака успеавме да ги создадеме и така да постојат. И тоа ќе го ставите на новите генерации. Да, сите предуслови постојат, значи се трудевме да сите она што нас ни недостасуваше да им го возможиме на овие генерации, затоа што овие генерации се многу талентирани, многу вредни, меѓутоа тоа треба да им го доближиме, презентираме и да го искористиме сето тоа знаење кое што сега има многу подостапно него претходно. Да. Имаат ли интерес да навлезат многу подлабоко, да бараат некои можеби не толку атрактивни песни, ора, некако да откриваат нешто ново, можеби што не е толку достапно? Значи, секогаш и ние се трудиме во нашиот Рим, се исто сите мои колеги се едуциран кадар. Значи, од етнологија и антропологија, од етнокорологија и така натаму се. Значи, се тоа стручни луѓе. Кога на сите тие деца ќе им го презентираш тоа на соодветен начин, значи, они дури често се чудиме и кога ќе ни постават некои прашања за тоа што сето тоа ги интересира и веќе им е многу подостапно преку интернетот и социјалните мрежи. Така да има многу форми кои што може да бидат интересни. Само треба да си има желба. Верувам, а вие тоа во вашите редови ја имате. Постојано се случуваат и турнеи, нели, надвор од нашата земја и често знаеме да кажеме дека музиката и фолклорот, ова народната музика, едноставно не познава граници. Каде и да се отиде, навистина, некогаш и со овации се завршуваат концертите кои што се прирадуваат. Каде најдобро можеби сте биле прифатени или веројатно не постои вака некоја земја каде што може да се одвои? Јас сега работејќи сосема нешто, јас околу повеќе од 120 гостувања ги имам носено овие генерации, така да тоа се врвни сцени, врвни фестивали, навистина не би можел да одва. Меѓутоа, ние многу сме придонели да на поблиску ова наша мала земја со огромно фолклорно богатство им ја доближиме на тие граѓани. Секаде се чудеа на еден само ќе ги дадам пример, да речем во Белгија кога одевме, они не знаеа од каде доаѓаме, какви сме, што сме. За да после една недела, кога требаше да заминеме на друг фестивал, ја не можев со часови да ги внесам во автобус, затоа што не може да се оделат и така натаму. Или да речем имаше и многу некои други моменти, еден би издвоил од тие, гостувајќи на еден фестивал во Шпанија, организаторот не одреди како 23 групи да дадеме концерт на еден мал остров, меѓутоа тоа е на самата граница со Шпанија и со Франција. За да дојдеме ние на тој остров, можеме да влеземе во Франција, па со чамец да не носат на островот и да не гледа популацијата и на Шпанија и на Франција. Така да имало навистина многу убави моменти и тоа е документирано. Дали може би беше дел од документарниот филм кој што беше презентиран? Да, ние имаме повеќе од 15.000 фотографии благодарение на нашите соработници, така да навистина врвни соработници и тоа сето ни помогна да го сочуваме фолклорот и тоа да го обележиме и фактички да го подкрепиме со сето она што навистина го говориме, зашто сега често слушаме најразлични јубилеи, а затоа потенцирам дека 80 години во континуитет тоа го работиме и тоа е многу битно да се каже. Така е. Некаде пред крајот, колку е тешко можеби да се организираат толку многу луѓе кога се оди на некаква турнеја? Колкава бројка, колку членови? Па сега се помалку. Порано беше многу повеќе, меѓутоа сетете се колку имавме визи и какви услови секогаш имавме за Македонија. Пред 2 години ние ја представувавме Македонија на Експо во Дубај, каде што имавме период на ковид и каде што секојдневно ни правија ковид тестови, не ги испраќаа во Nokia и така натаму, за да можеме да ги исполниме сите тие услови, за да можеме да настапуваме, така да навистина е многу тешко и сериозно. Сега се
подобро се движи, меѓутоа сега е друг Кога ќе се дел. преживее тешкото, останатото е веројатно малку да, остануваат полесно. убавите работи. Да. Сашко, ви благодарам многу. Споминавте бројни работи кои што до крајот на годинава ве очекуваат, можеби нешто за месецов, за следниот, нешто вака во скорешна иднина? Да, па веќе сме по подготовка, значи како што реков јас работилницата, веќе сме во подготовка за Скопско лето во јуни месец, некои други детски фестивали, значи ние постојано во По континуитет социјалните мрежи си работиме. објавувате, можат луѓето да ве следат Да, и секогаш да ги така и отворени сме за соработка за сите, така да тука сме затоа постоиме. да ги видат сите оние активности кои што ги имате низ годините, односно низ месециве кои што ќе ги имате, па ако се заинтересирани да ве контактираат и секако да дојдат и да бидат дел од истите. Секако и да бидат дел од она, значи врвни уметници поминале во ансамбл Торце Николов кои што ставиле трајни белези се. И се надевам дека и од овие нови генерации дека исто така има многу успешни и тие ќе дадат свој белег. Треба само да се мотивираат едни со сигурно. други. Ви благодарам многу, уште еднаш нека честит јубилеот и да продолжите и понатаму во континуитет како што споменавте да го славите македонскиот фолклор и македонската традиција. Ви благодарам на поканата и се надевам дека и вие ќе бидете дел од нашите Секако. програми во иднина.